Локалната власт во Штип во случајот на поставувањето на директор на најголемото комунално предпријатие во општината, Исар, работела како што не треба, повторија денес на прес штипските социјалдемократи. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев и мнозинството на ВМРО ДПМН во Советот на општина Штип во случајот Исар прават кривично дело. Незаконски е поставен ВД директорот на јавното предпријатие Исар, а противзаконски со истече мандат од цела една година работат управниот и надзорниот одбор. Поради ова, Општинската организација на СДСМ Штип ќе поднесе представка до Државниот инспекторат за локална самоуправа и ќе бара итно испитување на законитоста на работењето на Советот на општина Штип и градоначалникот Захариев. за разлика од вчера, директорот на Исар денес на социјалдемократите им се обрати кратко и писмено. Нема ништо спорно или незаконско во моето поставување за ВД директор. Како човек кој е посветен на својата работа, немам време да се занимавам со одговори на јалови пресконференции. Фокусиран сум на проектите кои во Исар ги правиме за граѓаните. Денес ја пуштивме во употреба филтер станицата, наскоро следува отворање на зоолошката градина и на покриениот градски пазар. Промашените пресконференции им ги оставам на оние кои немаат попаметна работа, како и резултати зад себе, како и цел пред себе. Вчера, директорот на Исар, Бојаджиев, директно го впери в прстот во советникот Тодоров, посочувајќи дека тој потрошил, а не платил вода за 53.800 денари. За ова денес Тодоров имаше краток одговор. За тие негови ниски работи не сакаме да коментираме, како прво броилото дома не е на моје име. Инаку, Штипски Исар од формирањето досега секогаш бил предмет на партиски препокувања и дежурна тема за партиски пресконференции и на СДСМ и на ВМРО ДПМН.